Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата на Едуино, на наставен час биологија, 9-то одделение. Моето име е Тинка Пачовска. Јас сум наставник по биологија во Општинското основно училиште Блаже Коневски од Скопје. Денеска ќе говориме за фетален развој. Целите на часот, односно целта е да знаете да го опишете феталниот развиток. Пред да започнеме да се подсетиме дека оплодувањето е процес на спојување на машката и женската полова клетка, при што се добива оплодена јајцеклетка или зигот, од која што започнува и ембрионалниот развој на новата единка. Во тој период плодот се развива и расте во матката на мајката. Периодот на развиток на ембрионот. Сега ќе го опишеме периодот на развиток на ембрионот. 6-та недела ембрионот е долг околу 4 мм. Сите главни органи почнуваат да растат. Во оваа недела во развојот на коските се случуваат прилично интересни работи. Односно, се појавуваат лактовите, а коските стануваат се поцврсти поради таложење на калциумот. Почнуваат и да се развиваат и прстиња, под непцата почнуваат да се развиваат продолжетоци за млечните зъби. 8-та недела плодот и понатаму расте со неверојатна брзина и плива во огромниот простор кој му е на располагање. Нервниот систем почнува да функционира. Срцето е комплетно оформено и чука со 160 отчукувања во една минута. Се обликуваат и надворешните полови органи, а конечно се оформени и ушите и горната усна. 10-та недела од ембрионалниот развиток оформени се сите органи на плодот кои нормално и понатаму ќе растат и ќе се развиваат се до породувањето. Во оваа фаза жолчката веќе почнува да излачува, а бубрезите почнуваат да произведуваат урина. Плодот е способен за поместување, рефлексни движења и покрај тоа почнува да функционира и перисталтиката, односно активно движење на цревата кои ја варат храната за да може да патува од почетокот до крајот. Сето тоа, ученици, е подготовка на плодот за живот надвор од матката. На плодот му растат ногти и почнува да му расте и коса. Во 13-та недела малиот плод сега веќе може весело да го цица палецот и тоа хоби може да трае дури до породувањето. Телото на плодот е покриено со многу тенок слој на кожа и под неа можат да се видат сите жили. Телото е покриено со мали тенки влакненца. Плодот во овој период тежи околу 70 грама, а е долг околу 10 сантиметри. Во овој период гинеколозите веќе можат и да го видат плодот на детето. Во 16-та недела плодот е се поактивен. Во овој период веќе прави различни гримаси, што може да се види и на тродимензионално ехо или тродимензионален ултразвучен преглед. Се криви со јазикот, голта од плодовата вода, со устата ја допира постелката. Коските и понатаму зацврснуваат, на прстите се развива мекиот дел околу коските, а истовремено се развиваат и отисоци на прстите. Во 5-тиот месец мајката може да го почувствува движењето на бебето. Тоа може да подскокне како реакција на посилен звук. Мозокот е во фаза на брзо растење, односно развивање. Плодот почнува да го користи дури својот имунолошки систем
со кој може да се заштити и од инфекции. Во 6-тиот месец потните и лојните жлезди на бебето веќе функционираат. Нежната и осетлива кожа на бебето е заштитена од плодовата вода со специјална масна обвивка која што се нарекува верникс. Очите му се отворени и со интензивна нега тоа може дури и да преживее ако се роди во овој период од неговиот развиток или од бременоста. Во 7-миот месец бебето ги користи сетилата за допир, вид, вкус и слух. Тоа може да го препознае дури гласот на мајката, може да ика и да плаче. Постојат многу добри изгледи за опстанок ако бебето се роди и во овој месец. 8-миот месец фетусот веќе некое време го вежба дишењето на тој начин што вдишува плодова вода. Плодовата вода се обновува на секој 3 часа. Под кожата се таложи масно ткиво кое ќе помогне во регулирање на телесната температура и ќе послужи како извор на енергија. Во 9-тиот месец сега веќе мајката ќе почне да чувствува помало и движења, затоа што бебето е пораснато и има само малку простор за движење во матката. Сите телесни системи работат или се подготвени за работа. Телото го има изградено својот одбранбен систем против болести и веќе бебето е подготвено да се роди. Драги ученици, тоа беше се за феталниот развој. Ви благодарам на вашето внимание. Пријатно!